Во попладневните часови Струга бележи далеку помала излезност во однос на Кичево и помалата општина Дебрца. Според последните информации од Општинската изборна комисија, до 13 часот во Струга за едниот градски татко гласале 16,77% од вкупно евидентираните граѓани, што е за 5% помала излезност во однос на првиот круг со 21,65%. Граѓаните од утринските часови излегуваат на гласање заокружувајќи го оној кандидат за градоначалник на Струга, на кого ќе му ја дадат довербата да го води градот во наредните 4 години. Да се дислоцира депонијата, тоа е еден од главните проблеми. Проблеми со водоводот, иако имаме вода од секаде, инфраструктурно уредување, повеќе паркови зеленило, што значи тоа да може што подобро да се уреди. И знаете, она за младите што ги секогаш што помалце коцкарници, такви работи, повеќе да има игралишта. Водата е мало, патистата се пусто, тротуари да се рушени. Најповеќе ѓубриштето. Убаво е бе убаво. Кои сакат на кај. До Општинската изборна комисија во Струга нема реакции за неправилности или нарушување на јавниот ред. Во финишот на изборната кампања во вториот круг се случи инцидент кога во едно училиште се степаа двајца активисти. Инаку, како што одминува времето за гласање, во попладневните часови полека се зголемува фреквенцијата на гласачките места. Гласањето се одвива во све апсолутно во ред, никаков проблем немаме. Дали излезноста е иста, послаба или подобра во однос на првиот круг? Можам да кажам дека излезноста е иста. До сега немат проблеми никакви, излезноста е мало, слаба, уште е рано. А некакиот пат како излезноста е? Слично, тука е некаде. Кичевчани имаат своји очекувања од идниот градоначалник. Важно поминавме поред. А што ќе биде, како ќе биде, очекувањата и досега не се исполниле, може и од сега нема да се исполнат. За наредните 4 години подобро очекувам да се среди малце градот. Претежно кучињата и ѓубрето. Во Кичево до 13 часот излегле 28,25% од евидентираните гласачи. Таму за гласање беа пријавени најмногу болни и изнемоштени лица – 823, а гласале 793. До сега денот поминува мирно и без инциденти и во Дебрца. За подсетување, таму пред да стапи на сила изборниот молк, полицијата приведе 2 лица од Волино за давање на изборен подкуп и 2 тетратки со списоци од лица поделени по населени места во општина Дебрца. Инаку таму излезноста до 13 часот е 26,54%, што е речиси идентично како и во првиот круг.